Неизвестна е судбината на градскиот ракометен клуб Борец. Клубот нема нова управа, претходниот одбор е разрешен, а се соочува и со финансиски проблеми. Платата за октомври се уште не е исплатена, поради што од клубот донесоа одлука да ги прекинат сите активности. Ние баравме да дојдат да ни кажат дали ќе има до нова година, после нова година, како ќе функционира, што ќе функционира, на кој му одговара да остане, на кој не му одговара да си земе исписници и да си оди од клубот, бидејќи, како што кажав и претходно, 80% од играчите живеат од тоа. Од денеска решивме да превземеме малку порадикален чекор, бидејќи трпението веќе ни е при крај 4 недели се соочуваме со неизвестност, да запреме со активностите, со тренирање, со одигрување на надпревари. Представници на клубот оствариле една средба со градоначалникот, председателот на советот и советникот Ненад Коцич. На средбата биле информирани дека наскоро ќе биде назначен нов управен одбор и дека буџетот што општината ќе го издвои за клубот за следната година ќе изнесува 1,5 милион денари. Но управа се уште нема, а токму таквата неизвестност, велат, ги оневозможува да функционираат. Премногу споро се одвиваат работите. Ако пратиме ситуацијата со градските ракометни клуби во Македонија, скоро сите веќе имаат нови управи и функционираат многу нормално, дури и подобро колку што досега што функционираат. Значи, назначени нови управни одбори, исплатени плати, нови опреми и така натаму и така натаму. Кај нас ние стоиме во место, губиме драгоцено време. Губиме драгоцено време затоа што во ек на преварувачка сезона, во која што се такмичат првата екипа, младинската и кадетската. Значи тоа се 3 надпревари неделно. Ние немаме управа, ние не знаеме каде да се обратиме и кој да ни закаже пренос. Значи основни екзистенцијални проблеми. На реакциите на клубот преку писмен допис во став го изнесе градоначалникот Аце Коцевски. Информира дека е започната правна процедура за решавање на проблемите на спортистите. Заедно со членови на Советот на општина Велес, согласно правните лекови кои ги имаме на располагање, ќе побараме свикување на вонредно собрание на акционерското друштво за превземање на итни активности за формирање на органите на акционерското друштво. Нашата администрација веќе ги подготвува документите за сите активности да бидат превземени на наредната седница на Советот на општина Велес, закажана за 27 ноември. На седницата ќе бидат донесени сите клучни одлуки кои ќе одблокираат работата на клубот во правен контекст, стои во дописот. Во истиот градоначалникот потврдува дека за клубот за следната година се издвоени 1,5 милиони денари.